подготовката сцена е еден многу важен момент во кој што мораме да ги подготвиме, да ги ослободиме од таа нервоза, од таа трема што постои, така да сето со цел да се покажат во најдобро светло, односно сето она што го вежбале во текот на таа година, односно тој период, да го покажат во најдобро светло.
основно кога почнуваат, концертите се најчесто се заеднички ревијални концерти, значи на кои што учествуваат доста голем број на ученици, за да се пополни, значи свират по едно дело, така, меѓутоа како стигнуваат веќе во средно, како што спомнавте, веќе доаѓаат солистичките концерти во кои што се представуваат со цела програма, значи целовечерни. Аплаузот им е голем, нормално голем поттик, голем мотив за да свират и пред публика. И има различни видови на концерти, исто така ги спремаме за концерт, за аудиција првенствено, па потоа имаат можност да свират со Македонската филхармонија, што е нешто доста поразлично од она што значи солистичко представување, значи кога за солистот, односно ученикот стои оркестар кој што го подкрепува, заеднички музицира, тоа е исто многу интересен момент. Имаме можност еднаш годината да излеземе на таква аудиција. Значи разни видови на концерти преку кои што тие можат да се пробаат, да се докажат и да осетат сатисфакција нормално.
секој надпревар е предизвик за тој што настапува на надпреварот, да се покаже она што го подготвува како за ученикот, така и за наставникот. Така да секој успех е голема радост и за наставникот и за ученикот. Посебно за ученикот му е подстрек за и во иднина да продолжи да се развива, да се надградува и да очекува нови успеси. Државното музичко училиште од Битола минатата година потпиша меморандум за соработка со музичкото училиште Мимар Синан од Истанбул, Република Турција. Во почетокот на месец мај годинава, представници од наставничкиот кадар и ученици од нашето училиште остварија посета на музичкото училиште Мимар Синан и реализираа заеднички целовечерен концерт на Средношколски симфониски оркестар со огромен успех. За крај на овој наш традиционален концерт предлагам да го слушнеме училишниот гудачки оркестар на Државното музичко училиште од Битола, кој не представуваше во Република Турција под диригентската палка на професор Никола Трајановски. Вечерва со вас бе учениците од Државното музичко училиште Битола и ние Давор Нечак И Дамјан Апостоловски ви посакуваме пријатно слушање и до нови среди.
Thank you.